Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувана заменик министер. Секогаш буџетот и ребалансот на буџетот се столб или основа за финансиите во државата и најважен документ и за граѓаните, и за Министерството за финансии, и за државата, но за новата министерка очигледно е дека овој документ и овој ребаланс на буџет не е најважен, но едно мора да признаеме дека на почетокот на својот министерски мандат покажа храброст, како што вели вашиот премиер, донесе една храбра одлука и потпиша задолжување на државата од 100 милиони евра. И мора да ја посочиме на министерката дека граѓаните се и секогаш треба да бидат приоритет. Но да тргнеме со ред. За 2019 година имавте мегаломански буџет, најголем во историјата на Република Македонија, но видовте не ви тргна со инвестициите, па со ребалансот ги скративте средствата на половина. Во некои области, во некои помалку или повеќе. Ама скративте без план, повторно и без одредување приоритети. Наспроти, истакнувањето на министерката за финансии дека со ребалансот на буџетот требало да се алоцираат средства онаму каде што има најголема ефикасност за да се постигнат поголеми ефикасни економски мерки. Така кажа во своето излагање и тука и на Комисијата за финансирање и буџет. Од амандманската расправа видовме дека не се водите по приоритети, по проекти кои се од голема важност или најголема за граѓаните, туку по важност на општините по критериуми познати само за вас. Политички подобни општини, каде изборните резултати биле во ваша корист, таму одобрувавте проекти, макар и со намалени средства, и со тоа мислите ја обезбедивте вашата коалиција која стои на стаклени нозе. Како прв приоритет кој требаше да биде чистиот воздух. Вие на власт дојдовте со кампања за загадениот воздух. Ги носевте белите маски, шетавте по улици. А сега е уште позагаден воздухот, ама вас ве нема со бели маски и ве нема по улици. Ситуацијата со загадениот воздух во државата е алармантна. А за да не биде уште поалармантна, вие ги оставате општините без мерни станици за мерење на загадувањето, па дури и кај што има, ги исклучувате да не работат. Таков е примерот со мерната станица во Кочани, во Газибаба се уште не работи мерната станица и така натаму. А за оваа намена имате зголемување на ставката 488 во категоријата 48 како капитални дотации за ЕЛС за 50%. Ние и пред некој ден кажав дека будно ќе следиме што ќе направите во наредниот период и очекуваме во најбрз можен рок, барем пред зимата, да поставите мерни станици или да профункционираат оние што се поставени. Пред некоја недела ви се случи да немате инспектор од Министерството за екологија кога се случи изливање на железни оксиди во Вардар и реката се обои во жолта боја. И немаше инспектор кој ќе направи увид во ова. Зошто? Бидејќи сите инспектори, замислете, биле на службен пат, барем така објасни државниот секретар на Министерството. Важно тие нека се обучуваат со пари на државен грб, ама за да го применат оно што ги засега граѓаните ги нема. Со ребалансот, понатаму имате кратење од 50% на средствата за канализациони мрежи и одводни канали. Па сметам дека сте контрадикторни сами на себе, бидејќи имате ветување во вашата програма за Газибаба, и тоа во добар дел од Газибаба бидејќи функционира на одводни канали. А имате пак нереализирани ветени исто изградби на фекална и атмосферска канализација во Железара, во Керамидница, во Триангла, во Црешево, Раштак, Јане Сандански, Инџиково, Трубарево, Гоце Делчев, Јурумлери, Идризово, Виниче, Смилковци, Булачани, Брњарци. Не случајно ги набројувам овие населени места. Тие се околу 70 до 80% од општината Газибаба, кои имаат проблеми при поголем дожд. А во вашата програма за Газибаба имате ветено вкупно 141 проект за општината, од кои околу 20 ви се почнати, а тие 120 кога? Веќе 2 години сте на локална власт. Уште 2 мандати не ви се доволни како што работите со ова темпо, за жал. И тоа во реализирани проекти, во тие 20 што ви ги кажувам, сте ги ставиле Основно училиште Вера Јоцик, а тоа е почнато и изградено од проект до крај во време на ВМРО ДПМН и вие без технички прием на училиштето направивте свечено отварање на училиштето.
Вашиот градоначалник од вашите редови во Газибаба помпезно ја најави фекалната канализација со пречистителна станица на вакуумска база во Јурумлери, но почна и застана. Како што кажав, 2 години си минавте во еуфорија, славевте, ама кога свативте дека не ви идат во прилог работите и дека на повидок се избори, се пативте за работа и направивте хаос. Така имаме секојдневен сообраќајен метеж и во главниот град, имаме сообраќајен метеж и во Газибаба и така натаму. Човек на работа да не може да си стигне. Бележите дека сте завршиле проекти од вашата програма како замена на клупи или вештачка трева на спортски игралишта. Нешто што се спаѓа во тековно одржување, ама пак со суштинските проекти за да се обезбедат основни услови за живење на граѓаните, тешко ви оди. Бевме сведоци што се случи во август 2016 година, кога се случи катастрофалната поплава во Газибаба, кога имаше, за жал, човечки жртви. Одводните канали се многу значени, посебно што во Газибаба на потегот од Ергеле до Дрма функционира на отворени одводни канали. Тука е потегот и продолжуваат и одводни канали према Петровец. И над 15, можеби над 20 населени места се под закана од поплави, од поројни дождови, при што поголем дел од земјоделските површини се загадуваат баш од одводните канали при поголеми дождови. Понатаму, имате намалување од 50% за чистење на депонии. Наместо да зголемите средства за чистење на депонии, вие намалувате. А депониите се едни од кои што најмногу влијаат врз загадување на животната средина. Па земјите во Европската Унија најмногу посветуваат време и мерки на животната средина. А нели тежнееме кон Европска Унија. Понатаму, лани реалоциравте 50 милиони евра за кон општините. На тој начин покажавте дека вашите градоначалници не се способни да се грижат за животната да се грижат за животната средина и да обезбедат средства во сопствените буџети. И тука се наметнува прашањето зашто тогаш ги трошат парите кога нема реализирани проекти. А тогаш ве предупредувавме дека со такво реалоцирање на средства создавате категорија на градоначалници и на работници. И плюс тоа немавме повратна информација за што се потрошија тие средства. Со овој ребаланс кратите во ставката за водовод и канализација за општините исто така за 50%, од 187.000 на 92.000. Во 21 век повторно ќе кажам дека ние разговараме за водовод. Значи повторно нема средства за нов цевководен систем од Калеш-Мара во Раштак и изградба на нов резервоар со поголем капацитет и водовод во Брњарци. А ваши ветувања беа, во вашата програма стојат. Нема водовод ни во новата населба Јака во општина Илинден. Ниту пари за мост, ниту за инфраструктура и фекална канализација. Општината има проект и може да ги реализира овие проекти до крајот на годината, ако се одобреа средства. Но бевме сведоци како се однесуваше заместничката министерка према нашите амандмани на амандманската расправа. А овој проект за посетување во населбата Јака започна за време на ВМРО ДПМН, кога се донесе одлука на влада да за парцели од минимум 100 куќи, 90% од трошоците ги покриваше владата. И овој проект успеа, заживеа во населбата Јака, која што е млада населба во општина Илинден. Веќе се изградени 350 куќи, а има капацитет за 500 и се направи со цел да се мотивира, да ги мотивира и задржи младите, но и да им ги олесни трошоците кога основаат домаќинство. Како што кажа, во тој дел се успеа, бидејќи луѓе од центар, од аеродром, продаваа станови за да се населат таму, но бидејќи нема основни услови за живот, сега се излагаат на дополнителни трошоци за да живеат под кирија и така натаму. Но немавте слух, тоа е. Со овој ребаланс нема средства за мост и булевар од Керамидница до аеродром. А имаше ветување, а и ваше ветување беше и ви ги предочив проблемите со кои се соочија граѓаните таму со откупот на земјиштето. Иако замолив, барем да се намалат средствата и да се отпочнат проектите, немаше волја и слух од Министерството за финансии. Околу 25 амандмани имав поднесено за проекти во Газибаба, Сопиште и Илинден и не се прифати ниту еден. А во програмата за живот ветувавте дека ќе основате фонд за поддршка на општините, кои ќе се финансираат од ИПА фондовите и други програми на Европската Унија. Но вие не можете ни да ги искористите средствата од ИПА фондовите, бидејќи немате реализација на капитални инвестиции.
пропаѓаат проекти или ги надмируваат роковите кои се предвидени за развој на државата. А се кратат средства за ревизорското тело за ревизија на ИПА. Се кратат средства за изградба на водовод во Сопиште од 20 милиони на 10 милиони денари. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој ја крати финансиската поддршка за проекти во самите општини во недоволно развиените подрачји. Па колеги, ве запрашувам, вака ли до равномерен регионален развој? Имавте ветување од зголемување на 80 милиони евра за равномерен регионален развој, но ништо од тоа. Напротив, регионите тонат во беспарица, неравномерно се распределуваат средствата и поради лоши локални политики, источниот и други региони остануваат без граѓани, а кратите средства и на Бирото за регионален развој. Министерството за локална самоуправа ускратува средства кои се наменети за администрацијата, интеграцијата во Европската Унија и прекугранична соработка. На оваа тема исто така собиравте политички поени пред изборите, а сега кратите средства и со ова не се остава простор за кариерен напредок за вработените во јавната администрација. Имате општини каде во секторот за имотно-правни работи имате малку вработени кои обслужуваат по 2-3 општини и тие исто имаат истите тие вработени примаат документи, праќаат дописи, комуницираат со институции кои што се засегнати за решавање на споровите, решаваат предмети, комуницираат во исто време со граѓани и искрено технички и физички е невозможно да се постигне тоа. Ем недостасуваат човечки ресурси, ем на постоечките им се намалува ефективност и ефикасност. А вие сепак кратите средства. И во извештајот на Државниот завод за ревизија се потврдува дека владата нема контрола врз работењето на администрацијата. И покрај потрошените милиони денари за воспоставување на интегриран систем за управување со човечки ресурси, секоја година се трошат огромни средства за неговото одржување. Системот не функционира, бидејќи најголем дел од институциите не ги ажурираат податоците за бројот на вработени и плати, поради што постои неусагласеност за бројот на институциите и бројот на вработени во македонската администрација. Според податоците од Министерството, генерирани од модулот за персонална евиденција за 2018 година, укажуваат дека во Република Македонија има 1310 институции од јавниот сектор, во кој број на активни договори за работа изнесува 78.320 лица. А додека пак според годишниот ревизорски извештај во јавниот сектор активни се 1314 институции, во кои работен однос имаат засновано, замислете, скоро дупло, 132.068 лица. Значи, интегрираниот систем за управување со човечки ресурси не ги оправдува целите за кои што е основан. А за одржување на истиот се остварени значителни расходи, од кои само во 2018 година имате 21,1 милион денари. За жал, во 21 век повеќето амандмани беа за водовод и канализација. Значи, ваши ветувања во програмата на Загазибаба беа нова градинка во Трубарево. На потегот од Ергеле до Дрма се направи проширување, доблесно е да се каже, се направи проширување на капацитетот на градинката во Јурумлери, која беше изградена во време на ВМРО ДПМН, сосема нов објект. А долги се листите на чекање на деца кои треба да се запишат во градинка. Па нели во вашата програма имавте фокус на млади? Па откако дојдовте на власт, не само што вакво го изгубивте фокусот, туку ги изгубивме младите. Нема нова градинка во Сингелич, ваше ветување беше. Нема нова градинка во Инџиково, ниту во Керамидница, се е тоа од вашата програма. Кратите средства во делот на изградба и реконструкција на училиштата. Па така во насел Баченто нема надеж дека ќе се изгради ново училиште Крстен Бисирков. Со овој ребаланс нема средства за реконструкција на спортска сала во студентскиот дом Стив Наумов. Нема средства за изградба на повеќе наменско игралиште во населеното место Виниче. Нема средства, имавте ветување во вашата програма за Газибаба за изградба на отворен базен во Хиподром, ама нема ниту тоа да го реализирате. Нема мултифункционално игралиште во село Црешево. Имавте ветување за изградба на поликлиника во Автокоманда, а нема средства за тоа ниту во буџетот, ниту во ребалансот. Па колеги, трета година сте на централна власт, имавте преамбициозни ветувања, неколку пати тоа ви го кажав и проекти, ама многу мал процент на реализација. Па во вашата програма ветувавте економски раст од 5% до крајот на 4-годишниот мандат, а не можете да стигнете ниту до реален 3% економски раст. Како што кажа,
преамбициозни ветувања имавте, а и со тоа уште повеќе си заглавивте во проблеми. А во однос на образованието, тотално фиаско. Во однос на образованието, 843 милиони денари помалку за Министерството за образование и наука. Замислете. Во превод, тоа значи помалку квалитет и помалку успешен образовен систем, посебно на сметка на најранливата категорија на ученици со посебни потреби. Доколку владата има визија да го спроведе успешно процесот на тотална инклузија, ја прашуваме како ќе го стори истото кога? Прво, во ставката инвестиции во образованието има 218 милиони денари и ставката основно образование 147 милиони денари, помалку. Владата и ресорното министерство да одговорат како ќе инвестираат во процесот на тотална инклузија, што подразбира надминување на архитектонски бариери, снабдување, тоест инвестирање во специјални дидактички помагала за оваа категорија на ученици, инвестиции во останатата потребна и важна опрема при работењето со оваа категорија на ученици и слично, кога предвидуваат енормно намалување во оваа ставка, како што кажав претходно, контрадикторни сте си самите на себе, колеги. Во ставката интеграција во Европска Унија се предвидуваат 107 милиони денари помалку од првично планираните. Како владата ќе ги избогати искуствата на стручниот кадар, одговорен при спроведување на процесот на инклузија, во склад со европските стандарди, кога го крати буџетот наменет за интеграција во Европската Унија? Вака ли ќе имаме квалитетна инклузија на лицата со попреченост? Па инклузијата на лицата со попреченост не можеме само про форма да ја воведеме, ќе имате проблем во нивната имплементација и во нивната интеграција во училиштата. Вака ли ќе градиме инклузивно општество по европски стандарди? Вака ли ќе градиме европско образование? Во ставката за Биро за развој на образованието е предвидено кратење од 18 милиони денари. Најголемиот дел од средствата се кратат од ставката професионален развој на воспитно-образовниот кадар во основното и средното образование, како и од ставката педагошка евиденција и документација. Владата бараме да одговори како ќе ги гради професионалните капацитети на наставниот кадар за работа со ученици со посебни потреби и како ќе спроведе обуки за пишување на индивидуални образовни планови за секој ученик со посебни образовни потреби. Како ќе ги обучи наставниците како да работат со овие деца, како да ги оценуваат, како да водат соодветна педагошка документација за оваа категорија на ученици. Понатаму, во ставката наменета за Агенцијата за млади и спорт, со предложениот ребаланс на буџетот, ќе добие, замислете, 41,5 милиони денари помалку. Скоро целосно овие средства отпаѓаат на кратење во ставката спортски објекти, додека ставката млади останува на исто ниво со првичниот предвиден буџет 24,7 милиони денари. Исто така, владата да одговори дали со овие кратења е возможна изградба на спортски сали, достапни за учениците со попреченост. Дали ќе овозможи успешна спортска инклузија за најранливата категорија. Ние, за жал, имаме училишта кои што може да паднат крововите при малку поголем снег. А замислете, тие не се безбедни воопшто за било кое дете. Тие такви училишта немаат ни пристапни рампи, ни инфраструктура за да се направи инклузија на лицата со попреченост. Но вие правите проекти и донесувате закони ради реда, па нас не ни е чудно. Преку овие факти, владата не доведува до многу заблуди во врска со успешното спроведување на процесот на инклузија, како што објаснив и претходно. Од тука се наметнуваат многу прашања. Дали владата ради реда си ја турка инклузијата, кого сака да задоволи? Ние не сме против инклузијата, но ради реда само колку да се внесе во закон, а при првото имплементирање да се соочите со проблем, ви укажувавме многу. Кој дава финансии за овој процес, кој има полза од ова, кој има штета? За жал, штета имаат децата со попреченост, децата кои што во оделенијата кај што треба да се изврши инклузијата на децата со попреченост, просветниот кадар и така натаму. И вие се соочувате со еден куп проблеми, а вие тврдите дека ние блескаме. И баш би сакала во репликите да слушнам каде тоа блескаме. Ви благодарам. Благодарам. Реплика пратеничка за Кузмановска Катерина, повеле.